Директна порака до владеачката партија. Ветивте на народот враќање на името. Ветивте на народот дека ќе го поништите Преспанскиот договор. Нас не обвинивте дека сме предавници. Но еве веќе втора година сте на власт и никаков потек немате во тој правец. Зошто сега не го смените името? Зошто сега не го направите тој чекор? Излезете и покренете иницијатива во собранието. Вие знаете тоа многу лесно да го направите. Во еден ден, исто како што тоа го сторивте со декретот за забрана на говор. Но, кажете и тогаш на меѓународната заедница, на Европската унија, на НАТО, и кажете му на народот, доека летат ракети кон Европа, дека Македонија нема да биде во НАТО, дека нема кој да не брани, дека ќе бидеме сами. Кажете отворено дека повторно ќе бидеме БРМ, дека повторно ќе бидеме ФИРОМ. Ајде, де факто и де јуре, меки ткива, мекотели. Нели, за тоа ја баравте довербата од граѓаните? Нели тоа ви беше главното ветување пред гласачите? Продолжете до крај со изолацијата во која што ја туркате земјата. Така, многу полесно ќе може да терате тендери. Ќе си го заокружите целиот процес што сте го започнале. Така полесно ќе може да го вратите Груевски, кога веќе работите во тој правец. Имате 58 пратеника. Ги имате Знам, ги имате Влен. А Бога ми после лидерската средба ги имате и Дуи, ги имате и Левица. Што ве спречува да го направите овој потек? Се имате. Закажете собрание, слободно. Закажете седница. На народот кажете му да купи прачки, па со тоа да ги гаѓа авионите и ракетите кои што, не дај Боже, би дошле кон овој правец на Европа. Таман ќе добиете сигурно подршка и од русите, и од Вучич, бидејќи така и така работите во нивен интерес. Потоа, многу полесно ќе можете да криумчарите 5 тона дрога. Никој нема да ве спречи. Ајде патриоти, ајде комити, направете го овој потек. Граѓаните ве чекаат.